гласајачкото мнозинство. Измените на Законот за социјална заштита, ние како пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе ги прифатиме. Секако дека ќе гласаме позитивно и се што е добро за граѓаните и за родителите на децата со попреченост, ние како пратеничка група ги прифаќаме. Нешто сакам да спомнам и за членот 2 од овие измени на Законот за социјална заштита, каде се предвидува дека со лична асистенција ќе бидат опфатени и лицата со умерена попреченост. Па затоа сакам да ве потсетам и вас, пратениците од власта, а и македонската јавност, дека ние, кога се носеа измените на Законот за социјална заштита и кога се изгласа овие асистенти, ние како пратеничка група имавме поднесено амандман и измена на членот 76, дека покрај право на асистент да имат покрај лицата со потешка и најтешка попреченост и потполно слепите лица, да бидат опфатени и лицата со комбинирани пречки во развојот. Но за жал, уште лани, пред една година, овој наш амандман не беше прифатен. Затоа, сега, иако е предвиден од ваша страна, ние како пратеничка група ќе го прифатиме, затоа што беше наш предлог, само беше пред една година. И затоа ќе го прифатиме и затоа што се работи за карактеристична категорија на луѓе, кои за жал во последните 3-4 години не беа многу опфатени и во време на пандемијата од COVID-19 ми се чини дека воопшто не беа опфатени со ниту една мерка. Тоа беше нотирано и во извештајот на народниот правобранител. Затоа уште еднаш ќе кажам дека се што е добро за граѓаните и за родителите кои имаат дете со попреченост, ние прифаќаме, така да и овие измени. Благодарам.